Група оризопроизводители, организирани како иницијативен одбор надвор од синдикатот, најавуваат протестен собир за 29 ноември пред зградата на локалната самоуправа во Кочани, како израз на незадоволство поради нефункционирањето на откупот според договорените цени и динамиката помеѓу откупувачите, владата и земјоделците. На денешната пресконференција, што е одржана од надвозникот на патот кон Грдовци, во името на организаторите, Јордан Манасиев порача. Бидејќи од најавениот историски договор, што го договорија владата преку ресорното министерство за земјоделие со оризопроизводителите и откупувачите, дека конечно е постигната цена на оризовата арпа да се откупува по 25 денари, а не помалку од 20 денари за 1 килограм, кое нешто е прифатено од сите страни во договорањето, а сето тоа се одвиваше пред оризната жетва, заедно со нивните марионети во облик на синдикати и кластери, кои ги уживаат благодетите и бенефициите што им ги пружа владата преку ресорното министерство. Од тогаш па до денес поминаа повеќе од 2 месеци, гледаме дека тоа е било само фарса од нивна страна и од оризопроизводителите беа пак извисени и омаловажени. Цената на оризовата арпа, што е договорена од владата преку ресорното министерство за земјоделие, воопшто не се почитува на теренот. Па оттука сакаме да им укажеме на владата и ресорното министерство еднаш за секогаш да се стави крај на овие манипулации што се прават со оризопроизводителите. Збунувачко за оризопроизводителите е тоа што протестот ќе се организира пред општинската зграда и во пазарен ден, кога овде и без тоа концентрацијата на граѓаните и возила е прекумерна. Покрај тоа се поставува прашањето колку протестот е мотивиран политички, бидејќи меѓу организаторите се активисти на партии кои имаат поразлични интереси од земјоделците. Независно од денешниот прес на самостојниот синдикат на земјоделците, предводен од претседателот Ставра Јанев, за утре закажа засебна пресконференција. Овие дилеми произлегуваат и поради неспорните факти дека рандаманот кај оризот СМВ е подпросечниот, па преработувачите не откупуваат арпа, туку преработен бел ориз. Тоа дополнително ги става во неповолна ситуација земјоделците, но проблемите во оризопроизводството секој ги решава и надминува според сопствените